сакав да слушам, зашто имаше што да се слуша. И мислам дека воопшто не беше во ред вашата констатација, зашто денеска имаше овде парламентарен диалог, имаше прашања, имаше одговори, ама констатација или изјава од типот се што кажувате е произволно, воопшто не потикнува диалог. Ова е конечен суд. Вие немате право на апсолутна вистина. Уште ниту еден збор не рековте за заменик министрите. Има впечаток како да сте вие кандидат за заменик министер. Све зборувавте ние. Го заменивте во еден момент и премиерот. Мислам дека исто така, не лутете ми се, не ве познавам. Меѓутоа, велите, овде има недостиг на политичка култура. Па не знаете тога што е политичка култура. Тоа е лаичко поимање на политичка култура, се однесувам непристојно, некултурно. Не е тоа политичка култура, е збир на ставови, на мислење, на ориентации кон политичките процеси, односи, институции и актери. Може би ве понесе страста, не знам, ама мислам дека денеска на вистина и си запишував нешто од области што не ги знам, можев да учам. Не сте во право кога велите дека ова е персонификација на балканските национализми и на балканскиот национализам, и ве молам, немојте да велите дека оние кои пежоративно го употребуваат зборот северњаци и северџани, дека тоа го упатуваат кон македонскиот народ и кон македонците. Не, кон определена категорија на луѓе за кои може би се во право или не, но мислат дека токму македонскиот идентитет го ставиле на тест. Значи, таман помислив дека ќе си заминеме во мир, бидејќи таква некако беше атмосферата денеска, ама како за вчера или за претходно да сте го подготвувале говорот, не лутете ми се, иначе немав намера да станам. Благодарам.